Почитувани, на 11 октомври Македонија уште еднаш ја виде големината на Прилеп, големината на македонскиот народ. Градот Херој беше сведок на најголемиот народен собир во изминатите 20 години. И покрај притисоците на власта, заплашувањата, обструкциите и изрежираната негативна кампања од страна на ВМРО ДПМН и покрај студеното и дождливо време, во Прилеп излегува најмалку 15.000 граѓани. Тоа се факти кои ВМРО ДПМН не може да ги оспорат колку и да се трудат, колку и да манипулираат. Но најсилен е фактот што граѓаните на Прилеп и Македонија масовно излегоа, се обединија и го кренаа својот глас против ненародната власт на Груевски и неговите катастрофални политики. Сакаме уште еднаш да им се заблагодариме на сите граѓани, на сите членови и поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои масовно излегува во Прилеп и покажаа дека сакаат да се обединат околу вистинските вредности, вистинската историја и пред се подобрите решенија за сегашноста и иднината на Македонија. И сето тоа го препознаа во СДСМ. Затоа се смешни нервозните и панични реакции на Груевски и фамилијата, кои во собирот во Прилеп го видоа почетокот на нивниот крај. Во Прилеп се зајакна нашата битка за целосно делегитимирање на власта на Груевски и иницирање на предвремени избори, како најважен предуслов за создавање на победничка Македонија. Од тука на сите им е јасно зошто Груевски и фамилијата не сакаат да ги разберат пораките испратени од собирот во Прилеп и претходно на митингот во Скопје. Затоа што тоа се пораки кои ја разобличуваат и рушат нивната погубна, криминална и безперспективна политика. За разлика од Груевски и фамилијата кои донесоа рекордна сиромаштија, досега невиден криминал и ја изолираа државата, СДСМ нуди јасни, реални и остварливи проекти за излекување на Република Македонија од оваа длабока криза. Во оваа прилика ќе споменеме само дел од нив. Прво, инвестиции сега, кои треба да ги зголеми инвестициите од постоечки 0 евра инвестиции со оваа власт. Второ, пренамена на сегашните празни слободни економски зони во индустријски зони кои ќе бидат исполнети со инвестиции, производство и вработување. Трето, стан за секого, проект кој ќе овозможи на сите граѓани полесно купување на стан и враќање на станбените кредити без камата, а воедно ќе се помогне и градежната оператива. Дека Груевски е заинтересиран само за криминалот на власта, а не и за граѓаните, говори и фактот што предлозите на СДСМ за решавање на статусот на стечајните работници, бранителите и професионалните војници, минимална плата на работниците и така натаму, во повеќе наврати се одбиени од страна на ВМРО ДПМН. Згорана се, додека Груевски и ВМРО ДПМН сабаље ги смејуваат проектите на СДСМ, навечер ги препишуваат и ги користат како своји. Таков беше случајот со нашиот предлог за социјални продавници, предлогот на СДСМ за енергетска сиромаштија и субвенции за струја за социјално загрозените, проектот на СДСМ за продавање на државното земјиште за 1 евро и многу други. Тоа се само мал дел од проектите на СДСМ за граѓаните на Република Македонија. Од друга страна, проектите на Груевски се триумфалната капија, проектот за владење на мафијата, проектите за пералници на пари, за нивниот лажен патриотизам. На крајот, Народниот собир во Прилеп покажа дека СДСМ е близок со народот. Покажа дека народот се обединува околу СДСМ. Затоа и на Груевски треба да му е јасно зошто не можеше на партиска прослава да собере ниту половина од луѓето кои излегува во Прилеп. На Груевски треба да му е јасно дека и покрај сите фрлени народни пари, и покрај застрашувањата, и покрај партизирањето на националниот празник Илинден, држеше говор на празниот како никогаш дотогаш мечкин камен. Господа од ВМРО ДПМН, на сите им е јасно дека имате проблем со математиката и реалноста. Што и да кажете, залудно е. Вистината е поинаква, таа ја видовте во Прилеп, ќе ја гледате уште повеќе и понатаму. Се гледаме на избори.